Здраво и добро дојавте во уште едно предавање по општа хемија. Во оваа епизода ќе продолжиме да збориме за електронска конфигурација. Односно тоа представува адреса кај се наоѓаат електроните во даден елемент. Во минатата епизода нели го спомнавме, ја напишавме електронска конфигурација за јагерот, кој е шестиот елемент во периодична таблица. И го пополнувавме на овој принцип. Значи интересно, овој принцип се нарекува Aufbau принципот. Така прилично е лесно да се памти кој принцип Aufbau. Но ајде да почнеме со некои конкретни примери. Ајде да напишеме електронска конфигурација за калциум. Калциум е реден број 20. Тоа значи дека има 20 протони, односно бидејќи е електронеутрален треба да има и 20 електрони. Ајде да напишеме електронска конфигурација за калциум. Иначе претходно да знаете, ова представува тој S блок. Ова се S орбиталите кои ги пишуваме. Ова е P блокот, значи ова овдека е P блокот, ова е D блокот, ова е F блокот. Сигурно нема да стигнеме до F бидејќи е малце многу, но тоа е F блокот. Единствено исклучок прави хелиумот. Хелиум не спаѓа во P блокот, него хелиум се спаѓа тука, значи хелиум доаѓа во S блокот. Таму припаѓа хелиум. Ајде сега да почнеме да прополнуваме електронска конфигурација за калциум. Значи можеме да идеме по Aufbau принципот, така ќе го пополнеме, но после ќе го објаснам и друг начин, ако не можете ептен да запамтите таблица. Значи треба да пополниме до 20 електрони. Значи калциум има 20 електрони и ајде да почнеме. Првим почнуваме со 1s. 1s можеше да собере 2 електрони. Добро, ставивме 2. Наредно следи 2s. 2s и таму може да пополниме 2. До сега сме до 4. Наредно е 2p. 2p, у p можеме да ставиме 6 електрони. Веќе стигнавме до 10. Следи 3s. 3s има 2. Веќе сме на 12 електрони. Наредно е 3p. 3p може да содржи 6 електрони. И веќе сме 2, 4, 10, 12 и 6, 18 електрони. Значи не останаа уште 2 електрони. Тие 2 електрони ќе отидат во 4s2. Сега, важно е да научите што се тоа валентни електрони, зашто не ги спомнам минатата епизода. Валентни електрони се електроните кои се наоѓаат во најнадворешната љушпа. Која е најнадворешна љушпа? Таа е таа љушпа која има најголем број, можете да ја гледате. Например, тука најголем број е 4. Значи, во четвртата љушпа има колку? 2 електрона. Значи, калциум има 2 валентни електрона. Тоа не е неговата валенција, него има 2 валентни електрона. Добро, го решивме тој пример. Ајде сега да решиме еден пример за фосфор. Ева да изберем некој помал број, за да не пишуваме многу долго. Но сега ќе решаваме по еден друг принцип. Ако не можете да запамтите оваа таблица, Aufbau принципот, можете да решавате само гледајќи во периодичната таблица. Како тоа ќе го правиме? Бидејќи напишавме горе кој блок е, која орбитали ги представуваат, нели? Првиот блок е S, имаме тука D, P орбитали. Можеме да правиме по овој принцип. Ајде да го напишеме. Фосфор, 15 електрони. Сега. Тука имаме 1. Значи 1 ES 1 2. Хелиум спаѓаше во S. Значи 1 S, значи имаме 1 2. Наредно следи во таа линија во 1 немаме ништо. Хелиумот спаѓаше овдека лево. Значи немаме ништо. Идеме на 2. Значи како што идеме наваму, идеме после наваму. Правиме цел круг. Се враќаме 2. 2 што? 2s. Значи идеме 2s, колку? 1, 2. 2. Наредно, не е π блокот. Колку имаме во π? Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи имаме 2, π, 6. Добро, нареден блок ни следи 3. 3 што? 3s. Значи идеме 3s, колку? 1, 2. Значи 3s2. Продолжуваме од другата страна. Наредно кој ни следи? Π блокот. Сега. Стигнуваме до колку π? 1, 2, 3.
за да стигнеме фосфор. Значи 3p3. Значи ова е електронска конфигурација за фосфор. Сега не знам кој принцип за вас е полесен. Најверојатно е Aufbau принципот полесен, кога ќе запамтите таблицава. Прилично е лесно да се запамти, лесно се подреди N, 2, 3, 4, како што се 1S, 2P, 3D и 4F орбиталите, и само ги пополнувате до доле броевите и решавате. Ајде да видиме фосфор колку валентни електрони има. Значи, која е највисоката бројка? Највисоката бројка е тројката. Значи, имаме две тројки. Во првата тројка, значи 3s2, значи имаме 2 електрона. Во втората тројка имаме 3p3, значи имаме 3. 2 плюс 3, фосфор има 5 валентни електрони. Валентни електрони, односно електрони кои се наоѓаат во најголемата, најкрајната љушпа од атомот. Овој вториот начин на пополнување на електронска конфигурација не работи ако стигнеме до D блокот. Односно работи, но D блокот треба да го поместите за еден нагоре. Односно, кога сме овдека кај четворката, овој не е 4D блокот. Ова е 3D блокот. Овој ред. Значи, ако стигнеме и го пополнуваме со истиот принцип, нема да пополнуваме 4D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, него тоа ќе биде 3D10. Се враќа еден наназад. Него следи истиот принцип. Но ако решавате по Aufbau принципот, значи ова овдека, не би требало да има проблеми. Овдека ова таблица не е пополнита, тука треба да има и 7s и 7p орбитала, но најверојатно нема да стигне до толку далеку, освен не знам ако не пишувате некој електронска конфигурација на платинум. Се надам професорот нема ви даде до толку далеку да пишувате, или пак не знам за ураниум или нешто слично. Но пак и тоа работи на истиот принцип, со Aufbau принципот може да се напише електронска конфигурација. Но постои скратен начин на кој можете да напишете. Например, ако требаше да напише електронска конфигурација на калциум, што ја напишавме, ево долгото, можеме да напишеме едно скратен начин, но првин пред да напишеме скратен начин, ајде да напишеме електронска конфигурација на аргон. Аргон е 18 по ред. Ајде да земеме некоја боја, сега ќе земеме црвена боја. И да напишеме, значи имаме 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, до кај сме? 2, 2, 4, 6, 10, значи сега наредно ни следи 3s, 2, ова е 12, и сега кога сме од 12, 3p, 6, и сега сме точно до 18. Аргон има, колку има во последната? 2 и 6, има 8 валентни електрони. Тоа е прилично стабилна конфигурација, затоа и аргон не реагира со нешто, но затоа ќе изброиме понатаму. Значи 8 е многу важен број во хемијата, тоа е стабилниот октет, но не ме интересира тоа во моментов. Сега што забележувате тука? Ево да го напишеме ова дека е за аргон. Аргон, барем до оваа точка овдека, има иста електронска конфигурација како калциум. Сега, ние можеме, ако ја пишуваме електронска конфигурација на калциум, може тоа да го запишеме на скратно, например. Ево го калциум. Калциум имаше 20. За калциум може да напише електронска конфигурација дека е иста со аргон, така, плюс 4s2. И ова е многу по-скратен начин тоа да се запише. Но не знам сигурно дали ова професорот ќе го признае, но може да се запише на тој начин. Постојат случаи каде што тоа ќе го учиме на пример при создавање на хемиски врски, особено кај јонска врска, да го земеме за пример натриумот, ево го натриумот, реден број 11. Натриум кога ќе се сложи со хлор може да испушти еден електрон. И во тогашка натриум која има 11 електрони, ќе има истата електронска конфигурација како тој пред него. Тој пред него е неон. Значи ќе има стабилна електронска конфигурација со октет, односно ќе има електронска конфигурација на неон. Не мораме да запишуваме цела, можеме да напишеме само дека има електронска конфигурација како неон. Но ова не се ќе го призна професорот, но е лесен трик да напишете побрзо електронска конфигурација на даден елемент. Како што видовте и не е толку страшно.
електронски комбинации се прилично лесни за пишување, само треба да запамтите оваа таблица, Aufbau принципот, и би требало да немате никаков проблем. Да имате периоден систем со вас, исто може да помогне. Најчесто и на периодните системи под самиот атом е напишано со која електронска конфигурација завршува атомот, но не секој што ќе ви биде дадено. Се надевам дека бар со оваа епизода ви се разјасни принципот на пополнување на односно пишување на електронска конфигурација на даден елемент. Ако сметате дека научивте нешто ново, стиснете лайк, subscribe, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода. И како секогаш, останете љубопитни. Поздрав!